Почитувани, го следите интервјуто со професор доктор Алексеј Дума, поранешен директор на Институтот за судска медицина. Господине Дума, добар ден. Добар ден. Докторе, може ли да ни кажете колку години работно искуство оставивте позади вас во здравството? 41 година. Од тоа една година во здравствен дом Скопје, заштита мајки и деца. Бев 6 месеци во аутокоманда, 6 месеци во Бутела 1. И после тоа ме примија на судска медицина. Тогаш немаше проблем. Тројца бара и само јас се јавив, другите 2 места пропадна. И останав на судска. Колку години работевте на судска? 40 години. И мислам дека тоа е занат кој што тешко некој може да го работи, многу носи, али и многу те понесува. И мојот првиот основач на Институтот за судска медицина, професор Бујан, имаше една изрека, вика, судска медицина е голема, захтевна жена, кој што ако еднаш бидеш со неа, не можеш да ја оставиш. Вистина е така, ти влегува во крвта, ти влегува адреналинот од неизвестноста. Кога ќе почнеш да работиш, ти влегуваш на нула. Ништо не знаеш, никаква информација, зашто имаш предметот кој што треба да го решиш. И е загадка која што мораш да решиш. Таа загадка те носи. Те носи ден, два, три, недела, некогаш месец дена, 2 месеца. Седиш и се мачиш со таа загадка. Вртиш, копаш, бараш, анализи работиш, читаш, размислуваш, не спиеш, комуницираш со луѓето. И на крај кога ќе почнеш да доаѓаш до одредени сознанија, почнуваш да се сомневаш во сопственото знаење, во сопствените заклучоци. Јас често пати викам, занато те прави да не веруваш никому, па често пати ни самиот себе си. И сега треба да сватиш кога е крајното време да ги затвориш сомневањата. Да бидеш доволно сигурен за тоа што го тврдиш. Ама, знаете како тоа, никогаш не можеш да бидеш 100% сигурен. И тоа е големиот предизвик. Тешко некој, има луѓе што не може да го поднесат. Тешки се тие психички оптеретувања. И те носи, тоа како вода, како бујица те носи. Тогаш не те интересира ништо, ни семејство, ни пари, ни... Едино тоа е предизвикот. Тоа е дрога. Истиот тој предизвик, таа дрога има некој истражувачки. Да, истото е. Тоа е истражувањето. Да, влегуваш во него, влегуваш, копаш, на крајот знаеш се, мислиш дека ќе најдеш уште нешто, копаш уште натаму, тоа дека не те притисне уредникот да заврши со тоа што имаш. А секогаш новото сознание отвара нови прашања. Нови зошто ова така, зошто тоа така. И ако завлесеш во него, Да, и кај вас е штетата, потенцијалната штета од непрофесионалното работење исто огромна. Уништувате семејство, уништувате луѓе, уништувате... И тука треба да биде тој граѓански морал кој што нам ни фали. Тоа чувството не е тоа чувство за правичност, него е чувство за етика, деонтологијата, должноста, правата, должностите на професијата кои што ја бавувате. За жал, мене ми е многу криво што добар дел од професионалците кои што се декларираат како професионалци, се покажуваат дека нешто друго ги интересира повеќе отколку што е професионалниот предизвик. Може да се они добри за своето семејство заради тоа што сигурно многу повеќе носат дома на таков начин отколку луѓето кои што ги понесува страста, адреналинот за откривање на вистината. Точно, вистината е релативна. Вашата вистина не е моја. Ама основата на доближувањето до вистината е убедливоста на аргументите кои што ги изнесувате. Значи, возможноста да можете да ги докажете, да ги образложите аргументите кои што ги изнесувате, да бидат доказливи со факти работите кои што ги зборувате. Вие во кафана може да речете, ја мислам така, добро, одлично мисли, после 2 литри ракија, супер, може да мислиш како сакаш. Но во професијата нема збор јас мислам. Не постои таква реченица. Се мора да биде подкрепено. Нели така? И во вашето работа. Кај нас има два извори. Значи не со еден факт, со 2 извори. Со еден ништо не правите. Да, едниот ќе биде или документ, вториот ќе биде изјава. А рековте дека имате околу 40 години работно искуство.
Директор бевте на институтот, професор на медицинскиот факултет. Да. А колка ви се примањата на еден професор од ваш калибар? Ја завршив, мислам, не фаќа да зборам, меѓу 68 и 70 илјади денари, со тоа што во таа сума ми беа дежурствата ставени. Ние, институтот работи 24 сати, нема празник, нема делник, нема неработни работни денови, тој е нон-стоп отворен и има луѓе кои што мора 24 сати да го покриваат, бидејќи настаните се такви. Додатокот кој што го добивав за раководење ја не бев директор, бев стручен раководител на институтот. Административните и другите организациони работи ги решаваше медицинскиот факултет, бидејќи сме под медицинскиот факултет. Заврши со таа сума на пари. Сродните, колегите со сродна професија, со ранг и ниво кој што бев додека работев, не беа под 5000 евра во Европа, во светот. И тоа е логичната цена на работењето на професионалците. Сметам дека нарочно се прави тоа така. Да не ги почитуваме до крај квалитетите на професијата. Прв пат слушнав во програмата на една влада да влезе дека ќе го стимулираат професионализмот, кој читав програмата на сегашната влада. И тоа ми се допаѓа, заради тоа што тоа зборува дека не постои страв. Не постои страв од луѓе кои што се моќни во својата професија. Луѓето моќни во својот занат, кои што добро живеат, може да бидат многу незгодни во комуникацијата, поставувајќи тешки прашања на кои што владетелите тешко може да одговорат. Не знам докаде тоа ќе оди, но во секој случај дури ние не сватиме дека може секој да заработи толку колку што е моќен во својата професија. Значи докажал дека е моќен. Нема да може да формираме држава, заради тоа што аматерите ќе ни влегуваат блеферите, луѓето кои што по кафани тврдат дека знаат све, дека знаат и нуклеарна физика, и хемија, и биологија, а во главном ги решаваат кафаните, проблемите и тугите човечки судбини во кафана. Не може човек кој што не создал ништо во животот, нема зад него резултати, не осетил убавината на создаденото, задоволството од постигнатиот резултат, да биде decision maker. Не може. Неговиот интерес е друг. Он не осетил убавината на чувството дека нешто си создал за себе, дека еве нешто вистина функционира, се гледа убаво или не е убаво, лошо или не е лошо, си го создал. А колку имаме недостаток на вработени во институтот? Нема, институтот е добро вработен. Во институтот има 5 генерации на доктори кои што ќе се наследуваат еден со друг, така да ако го отидов во пенсија, отидов со мирна душа, дека колегите кои што остануваат се на институтот, чекајќи својата пензија, или колеги кои што сега влегуваат во занатот, нема да можат да ги задоволат професионалните критериуми. Тоа функционира одлично и добро функционира. Остана институтот со својот авторитет меѓу 10 институти во Европа, има голем авторитет и голем углед во професионалното работење и мислам дека така и ќе продолжи. Колку сте задоволни од професионалноста на институтот? За судска? За судска добри медицина. професионалци се. Они и понатаму остана со мислењето дека најважно е да ја осети убавината на решениот проблем. Секако секој има свое семејство и заслужува неговото семејство да живее добро, но се уште они гледам остануваат навечер, остануваат попладне, ги решаваат проблемите, седат и разговараат за проблемите. Ниеден од нив се уште не рекол јас знам све, сега ќе видите што све знам. Тој што тој ќе го каже, тој е ординарен глупак дефинитивно, што мисли дека знае све. Он може само да знае колку не знае. И тие луѓе сум убеден дека ќе направат многу поиќе со институтот кој што направив јас со мојот тим. Во јавноста денови имаше тврдења за околу некои случаи што останаат траг во македонската судска историја. И имаме ситуации дека има отстапување од професионалноста и професионалните стандарди на некои институции во постапките. Конкретно, например, случајот имаше повикување на родител на дете од Смилковско езеро на Заев,
да ги изнесе нештата кои што ги ветил на луѓето. То не е наше. То не е наше. Нашиот дел е да ги обезбедиме материјалните докази. Се работи со мешани тимови во главном, заради тоа што судска медицина е хетеродисциплинарна, не е оригинална како што е хирургијата, мултидисциплинарна е. И делот во увидот и обезбедувањето на материјалните докази се обезбедува заедно со екипите на кримтехника и полиција, под раководство на овластено лице, правник, истражен судија, значи овластен со закон, или сега јавен обвинител. Вториот дел е одредување на механизмите, патофизиолошки, физиолошки, до настапување на смрт. Зашто настапила, кога настапила, кое е времето, што се случувало со организмот при настанатото пореметување, кои механизми се побудени да го влошат, да ја влошат здравствената состојба до умирањето. И за тој дел сум убеден дека од институтот се излезени материјални докази кои што може да ги докажат со спроведените анализи. Што понатаму е работено со другите инволвирани институции во тој дел? То се сепак други институции кои што си го работат својот дел, балистичари, физичари, хемичари и така натаму. И какви заклучоци врз основа на што ги донел заклучоците и ставовите, правните ставови, овластениот правник кој што е должен да го затвори и да го отвори предметот, односно да го процесира понатаму врз основа на добиените сознанија, не знам. И не е тоа ни работа на судските доктори да седиме и да разговараме за нивната работа. Ние сме нивни сервис, одговараме на нивните прашања. Они се должни да ги постават, да ги дефинираат прашањата. Во текот на работењето должни се да присуствуваат на работењето и во тек на работењето да поставуваат нови прашања и да бидат досадни и упорни во поставувањето на незгодни прашања. Тоа е нивната работа. Јас секогаш сум ги сакал истражни суди кои што биле незгодни, кои што ме ставале во ситуација да ме боли главата, да не можам да одговорам, да морам да размислувам, па ми се случувало да речем чекај да одспијам, да видам, да добијам време да дадам прав одговор. И што таму се случило, јас можам како граѓанин сега да седам како вие, како господино, да гледаме и да ги пратиме вестите. Но едно што знам, сигурен сум дека судско-медицински случаи се обработени одлично. Имаше шпекулации во јавноста дека деца се носени на други места пред да бидат убиени, подоцна биле донесени овде, рибарот бил убиен исто тука. Не знам тоа, верувајте, не знам, јас во тој настан истрагата не учествував, само пратев како раководител на институтот. Тој настан го работеше вистина јака екипа од институтот. Многу јака екипа од институтот. Тоа се горното ниво на авторитет и стручност. И дали такви прашања биле поставувани? Што се работело при увидот на лице место? Колку им е возможено да влезат во просторот и да работат? Не знам. Во секој случај, на тие прашања лесно се одговори и сега. Нема никаков проблем и сега да се одговори, заради тоа што во предистражната постапка вие сте должни да обезбедите докази. Докази за сето што го работевте. Тоа се професионални форензични фотографии, мерења, димензии, соодноси, коти, координати со одредени фиксни точки и не е проблем да седнеме сега да од почеток да се анализира и да се одговара на тие прашања. Имаме потреба да започнеме од почеток за тој случај? Не можам тоа да ви кажам, тоа сепак е правно прашање. Али знам дека луѓето кои што го работеле се способни и спремни да продолжат во оваа насока да анализираат. Околку некој овластен ги постави прашањата. Океј. Колку еден лекар, вие бевте во еден момент и претседател на лекарската комора, колку еден лекар е задоволен или треба да биде задоволен или може да биде задоволен со примањата и работата што ги има во Македонија? Вака. Има една парола која што многу ја почитувам, многу ја сакам. Вика, не може да имаме задоволни пациенти ако имаме незадоволни доктори. Докторот е должен да ја даде својата душа на пациентот.
да се бори и да пати заедно со него. Да има емоција меѓу нив, да има позитивен филинг, доверба, желба да сака да биде неговиот пациент среќен. Значи, он е субјективен. Не може доктор кој што има сериозни проблеми околу плаќањето, не знам, на школарината, децата, струјата, водата, кредитите, искршената стара кола на сервис. Не може да биде концентриран на работата што работи. Према нашите математики, во времето на во комората кога работа, сметавме дека одговорот би бил во 2.500 евра просечна плата во здравството. И не ме фаќајте, не ми замерајте и некем да кажам дека сум нешто политички многу ориентиран. Во главно сум лево ориентиран, али некако политичка партија. Мислам, секој доктор треба да биде пред се лево ориентиран за да може да биде хуман. Прв пат видов дека во програмата постои желба и намера да се зголемат примањата во здравството. Повторно тоа е покажување дека не се плашат од професионалците. Вториот дел е докторите многу ги мразат. Сите ги мразат. Заради тоа што тие влегуваат таму каде што не може ни Господ. Они влегуваат во тие критични ситуации. Нив ги молат, па и најмокните владетели во светот, кога ќе го боли запад. Он вика, докторе, молим те ме боли запад. Или кога ќе му биде болно детето. Колку и да е моќен, колку да има пари, колку да располага со судбините човечки, предизвикувајќи војни по светот. Кога ќе му се разболи детето, он е немоќен, он е слаб, он е подчинат под моќта на докторот. Не може да го сака. Не може да го сака заради тоа што во таа ситуација Господ му покажува дека сепак и тој е човек со слабости, со слаби точки, со несреќи кои што го пратат и кои што не може да ги реши. И еден таков човек кој што е полн сам со себе, располага војна ќе предизвикам во Сирија. Кој му можеш да вој? Ама ќе мора да го замоли докторот ако детето негово има 40 температура. Ќе мора да се понижи. И тоа е причината што не сакаат. Од дното на душата не сакаат. Прв пат осетив дека довербата другчија изгледа. Али тоа е кажано од професионалец. Ние прв пат имаме пример професионалец. Човек кој што зад себе оставил нешто, направил, рани, не знам, 3000, 2000 семејства колку рани. Он видел што значи да направиш и да создадеш. И најверојатно затоа и не се плаши од професионалност. Он се осеќа доволно моќен и јак во своето знаење и професија. Не сакам да правам пропаганда и немојте ова да го сватите како пропаганда, али тоа е причината што се осеќам малце по-оптимистички. И сметам дека воколку продолжиме вака повозрастните од страна да го потенцираме потребата од создавање на професионалци и соодветната материјална компензација на професионалците, дека ќе успееме да изградиме нешто помоќно од тоа што го имаме сега. Тоа ни беше идејата кога почнавме да зборуваме за дополнителната работа во комората. Треба да ги дадат парите таму каде што тие ќе завршат задоволувајќи одредени други потреби и за луѓето кои што не можат да платат. Па да се подобри стандардот, нивото на работа, услугите, сето тоа што значи некаков подобар стандард во здравствените услуги. Со тие парите требаше да се направи. Другото што беше важно е да осетат колегите дека сепак према својата моќ можат да заработат повеќе. И заради тоа ние предложивме 25 параметри за одредување на квалитетот на професионалното работење. Има околу 50 и нешто. Ние ги зедовме најголемите 25 параметри. Како ќе се одреди квалитетот на работење? И сето тоа одеднаш доби некаква друга димензија, доби некаква, ајде да не го употребам зборот, ама нешто што треба да влези во функција на некакви други финансиски мохници. Приватните здравствени институции се добри, но не можат тие да бидат носители на моќта. Не може еден собственик на приватна здравствена институција да вози, например,
Порше, а директорот на хирургија да вози кола 20 години стара. Не може. Не може. Не е то уставно. Сметавме дека тие луѓе треба да останат. И сега одеднаш ја гледам програма каде што вика добрите доктори мора да ги вратиме назад. Колегите кои што излегува надвор да ги вратиме назад. Како ќе ги вратиме ако не со пари? Ние сите работиме за пари, затоа сме професионалци. Од љубов, не. Хипократовата заклетва сетото го регулира. Односот, тоа што го зборувавме преги, емоцијата према пациентот. Го регулира. Точно е така. Докторот треба да е жртва за својот пациент. Дури вика таму не смее на суд да даде изјава, па макар била таа и во негова корист, ако е добила во увеќе својата професија. Значи, онако од пациентот него добил информација дека жена му има љубавник, он не смее на суд таа изјава да искористи, ни па смее да го посочи тој пациент како сведок. Тој е против етичките норми и стандарди заради губење на довербата. Но Хипократовата заклетва завршува со реченицата: на докторот му следува хонорар за извршената работа. И тука е професионалност. Тука е одговорот и стимулацијата. За жал, јас слушав ваши колеги кои што дури не знае ни името да го кажат. А има полни усти за должностите на докторите. Секој има своја должност, но има и свој право. Ние во одредено време, вие гледате, ги направивме колегите криви за све. Па дадоа право на пациентите да ги напаѓаат, па да ги оговараат, па да вршат лоша услуга. Ја тогаш му реков на министрот: човече, овие луѓе што ти ги вртиш против колегите, кај тебе ќе дојдат? Ти ќе бидеш крив. Не може да ги ставаме на дребок. На што то личи? 10 минути преглед, извини, не може. Не може. Докторот треба да е професионален, совесен во работењето и додека не му стане јасно, со пациентот има да работи. Може дека еден пациент дневно ќе го заврши, ама треба да го заврши како што треба. Не може на дребок. 10 минути следниот тропа на врата, па ако не влезе на време, уште се жали во Министерството за здравство, па министерот за здравство или тие гавазите негови почнуваат да ги караат колегите: срам те било, ти не работиш. Втората работа и докторот, да човек има право да неки да не може да работи. Има право да биде инспониран. Има право. Има право да биде љут. Има право. И тој тогаш не треба да работи. Не треба. Јас имав еден професор во Белград, покоен професор Пејковиќ, дојен беше, светски. Беше папа светски. Пред неговата врата, градоначелникот на Белград со тие машините дупел бетон. И он не може да се одмори. Цел ден му дупела машина. Сега на градоначелникот: слушај, вика, ако ова не престанеш веднаш и ја не можам да се одморам, утре не одам на работа, Белград ќе ти плива во лешеви. Зарем можеме после тоа да работи? Не може. Се случувало на суд да речи: не могу да вештачим, јас сум индиспониран. И сега, кој може да го натера? Зарем ќе му земам 20% од плата? Не, ќе му дадам 20% од плата, ако е подобар. Стимулацијата, вие си да знаете со децата како е дома. Ако го стимулираш, ќе добиеш постигни резултати од колку му врзиш 2 шамара. Треба некогаш и шамарат. И тој излезе на одрајат. Ама стимулацијата е таа, позитивното чувство, позитивната норма која што те гради. Па сега ако он добива 250.000 евра, 250 евра месечни приходи, мислам, што од него можеш да бараш? Со кој лицет можеш да го бараш? Кој ти е правото да можеш да постапуваш така према? Колку сте задоволни до сегашните реформи за ова година, како е владата на Заев и Тоа што го најави на здравството? Тоа што го најави како реформи. Тоа што го слушам, ја не знам веќе внатре што се случува. Не знам кои се размислувањата на Министерството за здравство, ставовите и така натаму. Тоа што го читав во програмата, и тоа што гледам, се покачи дежурството. Сестрите незадоволни, со право се незадоволни, али се прават обиди, не се откажуваат од тврдењето што го кажа. Мислам дека ако најде добра професионална подлога, ако се заштити од фармацевската мафија, бидејќи белата мафија е фармацевската мафија во цел свет, ако се заштити од полтроните кои што тврдат секогаш дека си многу убав и дека си јак љубовник, дека ќе успее да ги спроведе реформите во здравството. Зборуваме за Филипче? Па сега Филипче, кога дојде, ја мисля дека е премлад.
за таква работа. Ова се тоа што го гледам, тоа што го прави. Има енергија и сака да го направи. Се слушаат некои зборувања за кои што освен збор не сум слушнал аргумент. Не знам дали е тоа така. Во секој случај покажува интерес да седи и да направи нешто повеќе од тоа што направил. Зашто да тргнеме веднаш со оној негативен став карактеристичен за нас македонците, дека сите се лоши, сите се недобри, сите не знаат, освен ја гението. Гледате што се случи во кафана, ќе седнат друштво, јас сум се згадувал од тие работи. Прве што ќе седнат уз првата рака и салата, почнуваат да зборува како некој некого зафркнал. Што беше? Тоа ли е начинот на градењето? Негативниот став и однос. Мислам дека треба да му се даде шансата и треба да знае дека стапот е многу потежок. Односно, тежината на стапот е пропорционална со одговорноста која што носите. Јас сум секогаш за лична одговорност. Колективната одговорност заврши. Тоа беше во социјализмот, нели? Секавате како беше. Сите сме криви. Не сме сите криви. Не сме сите криви. Не може да видиме сите криви. Се знае одговорноста како се влечи. И ако тие го знаат, и ако знаат дека без разлика кој е и што е, дека може да сноси реперкусии за штетните последици, тоа е еден од гаранциите дека сериозно ќе размислува и дека интересите ќе му бидат првено смерени према обврските кои што ги има према државата. Имаме голем недостаток на медицински персонал во делот на медицинските сестри, во делот на техничкиот персонал во болниците, па и во делот на лекарите. Во ова година, например, некој од тој дефицит можеше да се пополни, некој не можеше да се пополни. Треба 4 години специализација и вака така. И имате некоја информација дека има некој добар помак, например, да се... Немам таква информација. Јас немам информација освен тоа што ги имате и вие, гледајќи вести, читајќи вестници и така натаму. Каде е? И гледате како некој зборува со еден пристап, некој зборува со друг пристап, некој кај некој дури злонамереноста ја гледате. Злонамереноста зашто би постоела, освен за да покаже колку е паметен пред сите други глупаци, рушејќи го авторитетот и достоинството и моралот во државата. Значи, треба да најдеме начин да помогнеме. Имаме страшен одлив на доктори. Во секој случај е јасно дека докторската работа е невозможна во колку ја нема четвртата рака. Третата рака е добрата сестра, четвртата рака е болничарот, петата рака е добрата и мокна лабораторија, шестата рака е условите во кои што он седи, работи и извршува својата задача, од хигиено-епидемиолошки до технолошки. Седмата рака е условот каде што ви е пациентот сместен. Не може да лежи во постели кај што лежеле илјадници други пациенти или чаршафи кои што не се дезинфицирани. Сето тоа полека мора да се реши. И тогаш докторите ќе останат во државата. Додека не им кажеме дека можат да заработат, дека нема лимит во заработувањето. Еден од пратениците на времето кога го донесува амандманот за добра докторска пракса, следниот за дополнителната работа, следната сесија на парламентот стана и кажа не може, поднесе парламент амандман да се укине заради тоа што докторите ќе се збогателе. Чекај, зашто да не се збогат? Не гледам причина зашто да не се збогат. Докторот треба да е во горната половина на средната класа. Не заради себе, заради тоа што мора да го заврши. Обврските кои што произлегуваат од него. Од друга страна, ние мора да создадеме клима дека етиката и деонтолошките правила се нонсенс, дека се тие незаменливи, неодминливи, дека тие мора да му се стил на живење, не само стил на работење, стил на секојдневното живење со своето семејство, со своите пријатели, на викенд, на годишни одмори во ординацијата каде што работи. Тоа полека почнавме да го губиме. Почнавме да го губиме заради хиперпродукцијата, почнавме да го губиме заради тоа што административната власт во здравството сакаше да биде поека од здравствената власт. Не може. Не може. Министерот за здравство е административен работник. Тој не е доктор. И не биде по професија доктор. Тој е административец. Администрација е Министерство за здравство. Стручните асоциации
како што е Македонско лекарско друштво, Лекарската комора, се институции кои што ја градат професионалната моќ и достоинство. Се додека административната власт не седни заедно со тие стручни асоциации да го гради, да ја гради професионалност и стимулирањето на професионалност, а стимулирањето се вика пари, ние ќе каскаме. Зашто да нема 2500 евра плата? Не можам да сватам. Ако може еден, не знам, ги гледам бизнисмени или луѓе, ајде бизнисмени, зависи некој од нив и од татко им ги наследиле фабриките. Да може да заработи во некој од фирмите, не знам се, да не спомнам, може ќе ме тужи некој. Али кафе куварка да има плата колку што има еден млад колега, или да има 2 пати појака плата од младиот колега. Па каде е споредување на одговорност? Каде е споредувањето на ризикот кој што го носи он со себе за добрата професионална работа? Не може, тој е понижувачки. Како испоредувате ситуациите кај што ги има во оваа тема, например, има член на регулаторна комисија за енергетика, ја избран законскија, дури на работна законот е избран, нема искуство, не голема диплома, му е членството во политичка партија. Тој таков лик има 2500 евра плата или 2000 евра за работување месечно. Вие споменавте дека заминавте со околу 60 и нешто илјади, младиот колега може да има 20-25 илјади или 30 илјади. 30 некој. Може ли да ми направите една споредба? Према ово што сега ви го кажав, моето размислување. Првен што ми паѓа на памет е дека тој што има 2500 евра плата во таква институција, направил нешто многу важно и многу моќно за државата. Направил страшна услуга на овој народ, овозможил да живеат подобро, посреќно, по-мотивирани за доброто живење. Тогаш треба тој, вистина треба да доби. Ако не, ја би бил склон да го прашам зашто ги заработи овие 2500 евра, со што си ги заслужил 2500 евра, кога имаме луѓе кои што целиот свој живот го поминале рмбајки и работејки и на крај добиле 35 или не знам 12.000 пензии. Значи тој, да, треба према моите критериуми да добие толку колку што заслужи, такви како што му биле резултатите. Неговата заслуга е притиската книжка само. Одлично. Значи тоа не е еден од критериумите за добро работење. И таа порака која е таква, тогаш е катастрофа. Значи, пораката имаме партиски војници што земаат плати, од друга страна, луѓето што треба да вршат функции во општеството се фрлени на маргините на самото општество. Например, еден лекар, како што го споменавте, со 20-30 илјади плата. Па ви кажем зашто се плашат од лекарите. Несомнено, тие секој ќе се плаши од било кој професионалец, не само од лекарите. Незгодни се во своите прашања, знаете дека се незгодни. Знаете, ако некој интелектуално инсуфициентен му дадете добро да живее, тој не може да дојде до клучните прашања кои што треба да ги постави. Не му е доволно да се напие 3 раки, да седне дома да гледа телевизија во телевизор, не знам, синема, како се викаат тие новите, па да се може да се напие вино, па да се чалами со Мерцедесот низ градот. Супер му е. Еден моќен интелектуалец, ако живее добро, он знае да го согледа проблемот. Посебно кај докторите. Кај докторите има една професионална деформација од тек на работењето. За да постави добра дијагноза, он мора добро, логично да размислува и брзо да ги носи одлуките. Али тој професионална деформација се покажува и во животот. Он и во животот знае да ги согледа проблемите и многу брзо да ги дефинира и да ги согледа недостатоците, поставувајќи прашања. Тие прашања болат. Тешки се. Многу се тешки. И некој што треба да одговори на тие прашања многу ќе го боли глава. Или ќе најде начин да го излуксира и да го тргне на страна од вадејќи му некакви афери и некакви, што кај нас ги гледате многу возможно. Еден пријател викаше, мене не ми е проблем да докажам дека не можам да докажам, вика ме увинува дека сестра ми е проститутка. Ја не можам да докажам дека немам сестра. Почитувани, го следевте интервјуто со професор Дума. Ви благодарам.